Да се затворат прозорците и ролетните во текот на денот, да се климатизираат просториите, да се избегнува престој на директно сонце во периодот од 11 до 17 часот и да се носи светла и лесна облека, се дел од препораките на Институтот за јавно здравје поради најавените високи температури. Доколку престојот на отворено е неопходен, се препорачуваат почести одмори под сенка и избегнување директен престој на сонце. Граѓаните треба да внесуваат доволно течности во текот на целиот ден, без да чекаат да почувствуваат жет. Најдобар избор е водата за пиење, а може да се консумираат и минерални безалкохолни пијалоци. Се препорачуваат да се избегнуваат алкохолни пијалоци што содржат кофеин и многу ладни пијалоци. Институтот советува и внесување умерена количина храна, со избегнување масна и висококалорична храна, како и производи со голема количина шеќер. По потреба се препорачува туширање со млака вода, а за дополнително разладување, ладни облоги или потопување на стапалата во ладна вода. Посебно внимание треба да се посвети на лицата над 60 години, бремените жени, децата, социјалното ранливите категории и работниците на отворено, како и лицата со хронични заболувања. За нив е особено важно да ги почитуваат препораките и редовно да ја земаат пропишаната терапија, а при секоја промена на здравствената состојба да се консултираат со матичниот лекар. Граѓаните на терен велат дека препораките ги почитуваат и дека внимаваат на сопственото здравје. Па, ода по сенка, со војчка ладна се да ладувам. И така, дома исто под онова ладилник, ама главата ме бола од него. Имам тоа, ама џабе. Наосвари не носам, како си носам. Да ме сушише вода, шишири, после дома. Не употребувам клима. Не ми убаво. Пуштам во летните и се дома на ладничко. Доколку се појават зашематеност, слабост, интензивна жет или главоболка, лицето треба да се префрли на постудено место, да ја измери телесната температура и да внесува течности, посочуваат од институтот. Ако се јава топла и сува кожа, престанок на потење, конфузија, отежното дишење или губење на свеста, потребно е веднаш да се повика итна медицинска помош на 194 или на бројот 112, а до низиното пристигнување лицето да се префрли на студено место.